Масовни протести на 1 мај. Синдикатите го креваат гласот. Велат дека никогаш не било полошо. Инфлацијата им ги јаде платите, а државата им ги крати правата. Велат доведени се во прашање и нешта за кои мислеле дека се избориле пред повеќе од 130 години, како 8-часовниот работен ден и 40-часовната работна недела. Имаме влада која за жал мисли дека може све да направи. И уверувам, не може. Оваа држава не припаѓа само на одредени луѓе. Без работници државата не може да ја биде. Не може некој во нивно име да преговара, ќе работите вие. И па пази сега, уште да не кажам не прават луди, работникот сам да дае согласност дали ќе работи. Па работникот не гледа ни што потпишува, не 60 сати, за да се прехрани ќе потпише, ќе работи и цел ден и цел ноќ. За функционерите месо, а за работниците ни коски. Од Сојузот на синдикатите на Македонија вела дека на денот на трудот ќе настапат под мотото работниците се државата. Сведоци сме дека власта без срам и чувство за одговорност ги убедува работниците дека за пораст на платите треба да се почека и сето тоа оди постепено и бавно, за сметка на енормното покачување за 78% на нивните плати, кој се реализираше веднаш и за кое носителите на власта нема потреба да чекаат. Без срам и чувство на одговорност, власта ќе направи робови од работниците во сопствената држава, кои ќе работат 12 часа дневно, само заради исполнување на нечии бизнис интереси. Инаку на 1 мај ќе има 2 протести. Сојузот на синдикати од 12 часот, а Конфедерацијата на слободни синдикати од 10 часот. Дел од синдикалците повикуваат на обединување, зашто само така ќе се чуе гласот на работникот. Ние мора да се обединиме, гледате како владата веќе како настапува жестоко и работодавачите. Они веќе не бираат средства, они се здружени и мора ние да сватиме, кој што кажав, да сме сериозни, бидејќи од другата страна имаме луѓе кои што немаат пардон, кои што сакаат да глумат и влада и работодавачи, буквално ја преземаат улогата на синдикат. Гледате што прават. Сом овој пат крајно умерено, меѓутоа со остра намера на владата им порачува да не се играат со работниците и постојат многу мудри изреки меѓу кои што повеќе молчи некој, тоа е веќе и говор на кој многу внимателно мора да пази секој од противниците, односно од луѓето што ја водат државата, бидејќи на работникот му е дојдено преку глава. Синдикалците порачуваат дека 1 мај ќе биде само почеток, доколку власта остане глува на нивните барања. Велат протести ќе има цела пролет, се додека не се чуе нивниот глас.